Жаклина Пешевска, пратеничка од ВМРО ДПМН. Несомнено дека имате долгогодишно искуство како правник, без разлика во која институција работите. Истиот момент, како и мојот колега, координатор Мицевски, ме заинтригира. Вака изјавивте дека сте го напуштиле Советот, сега може парафразирам судството, поради влијание во истото. Влијанието во судството е децениско, може би и вековно, и на сите ни е јасно дека тоа нема да исчезне низнок. Но мојата дилема е, бидејќи влегувате во колективно тело, каде што се носат колективно одлуки и настрана механизмите со кои што би постигнале одредени реформи, затоа што дефинитивно не се насушни во општеството да се реформира судството, а вие имате огромна улога, знаеме какви циркузи се случуваа во судскиот совет во минатото, кога бевме критикувани од многу амбасадори и странски експерти, кои што потрошија многу пари на тие реформи. Мојата дилема е во следното. Како би се справиле ако треба да се донесе колективна одлука, значи тоа мора да го имате на ум. Кога носите колективна одлука, некој пат треба испроти вашите убедувања, воспитувања и така натаму, да донесете одлука за одредена работа. Како би се справиле? Настрана, значи секакви може да има влијание, притисоци политички и така натаму. Се што може да се случува. Но мора да се водиме од одредени принципи и интегритет на крајот на краиштата. Како би се справиле со некоја одлука што се коси со вашите поимања, сваќања? Настрана механизмите, тие се востановуваат како колективна одлука и се одлучува како треба да се тера работата во судскиот совет. Тоа ме интересира, затоа што дефинитивно тука отвара повеќе прашања таа изјава. Океј, благодарам.